Само 7 денови пред конечната одлука, датумот за почеток на преговорите со Брисел виси на конец. Холандскиот парламент вечерва треба да одлучува дали на Македонија ќе й даде зелено светло. Според холандските медиуми, таму преовладува мислењето дека и Албанија, но и Македонија имаат редица проблеми, а како главни поради резервираноста се посочени корупцијата и организираниот криминал. Тоа со внимателен дипломатски речник го посочи и холандскиот премиер Марк Руте минатата недела, кога кажа дека постои загриженост за датумот повеќе за Албанија отколку за Македонија, но сепак загриженост постои. Единствен оптимист за зеленото светло останува премиерот Заев. За разлика од него, министерот за надворешни работи и вице-премиерот за европски прашања се повнимателни во своите изјави кога е во прашање оптимизмот за датумот за преговори. Можеби најдиректен за целата ситуација е францускиот амбасадор во земјава. Кристијан Тимоние е дециден дека ќе бидеме скенирани до последен момент, наведувајќи ги сите претходно посочени проблеми во земјава, како и дека Македонија не заслужува да добие датум само затоа што премногу долго била во чекалната на Европа. Списокот на реформите се уште останува неисполнет. Реформите што требаше да се завршат се незавршени. Например, законот за тајната служба кој требаше да се донесе со двотретинско мнозинство во собранието се уште останува недонесен. Затоа не треба да бидеме заложници на логиката дека на Северна Македонија треба да й се даде датумот како подарок, само затоа што чекаше долго пред вратите на Европската унија. Дополнително, според неофицијални информации од Париз, многу е веројатно дека самиот француски претседател ќе ја донесе одлуката која ќе ја соопшти на самитот во Брисел.